Стадион, емисија за вашата вистина. Добар ден, слушате и гледате Стадион, јас сум Столи Наумов, а заедно со мене се Слободан Трендафилов, сојуз на синдикатите на Македонија, и Павле Беловски, колегата кој што е претседател на самостојниот синдикат на новинарите од Македонија. Слободата на синдикално организирање и слободата на медиумите. Тоа се две многу битни теми. За слободата на медиумите имаме извештаи кои што велат дека изминатите години континуирано, константно паѓа слободата на медиумите во Македонија. Беловски, што вели во извештајот на Репортери без граници? Ти благодарам, Столе, пред се. Порано владата повеќе ги спомнуваше медиумите, сега владата некако е внимателна. Се спомнаме и денеска, да, се спротивстави, само што ги напаѓа. прочитав меѓусебните реакции. Мислам дека е сувишно тоа да се коментира. Јас морам да забележам на извештајот на Репортери без граници која цени слободата на медиумите и контекстот во кој медиумите работат. Зашто велам второто е многу поважно? Затоа што од 2023 година, односно 2 до 3 години наназад, Репортери без граници ја променија методологијата. И сега точно и јасно се знае дека преку 5 параметри, тоа е следењето на економскиот, безбедносниот, социјалниот, политичкиот и правниот контекст, се одредува индексот. Порано беше лесно да се ретерира и да се спротивставува оваа бројка или ова ранг место не е точно. Сега има точно во кои параметри како ние учествуваме на нашата медиумска заедница. Не може да се вади тоа дека е местина. Анкетирани се опозициона настроени, либерално настроени типови, тоа им беше. И ние сме анкетирани и релевантни. Ама параметрите се екзактни се. Екзактни се. И многу е добро што изминативе 2 години точно можеме да ги лоцираме проблемите. Еве ако го земеме извештајот 45. Не станува збор за перцепција, туку станува збор за конкретни факти. Значи екзактно емпириски додадено, надградено. 45-то место сме. Сега ние да зборуваме колку тие 3 места нешто промениле, се уште не сме во она група, на пример Бугарија 71-во место, ако сакаме така да споредуваме со Еритреја или со Норвешка прва. Тоа не треба да го ставиме на страна. Ние треба да го гледаме нашиот локален контекст. Нашиот локален контекст вели 45-то место, пато 3 места, 42 лани. Но вели нешто многу позагрижувачки, а тоа е дека имаме пад за разлика од останатите земји, каде што падот доаѓа од политичкиот, безбедносниот и правниот аспект, кај нас економскиот е меѓу првите и безбедносниот. Имаме доста тужби, имаме доста напади и ограничување на слободата на медиумите. Меѓутоа не е толку фрапантно колку што е екзистенцијалниот или како што велам оној микс од социјалниот и од економскиот. И тука ние можеме да разговараме уште многу долго, бидејќи тој е нашиот автентичен показател. Каде сме ние со 45-тото место. А за да го одбранам тоа што го велат во Репортери без граници, или да бидам на таа страна, еве само да ги погледнеме конкретни, дека ме побрави бидејќи слободен е тука, 46.190 денари ни е последната просечна плата. Ние лани бевме 69% од вработените во медиумите земаа подпросечна плата, која тогаш беше 44.000 и нешто. Сега ако ги додадеме овие 2000 нешто денари, следиме и пратиме дека нема раст, значи ние сме и во поголем процент под просечната плата. И сега ние за кое 45-то место треба да разговараме? Имате друга анализа, можеби многу голем дел зема точно колку што е минималната плата или малку над минималната плата. Над минималната плата ни се зборуваме за сниматели, за над минималната плата ни се отприлика негде околу третина од вработените во минималната тука. Да, околу минималната плата, бидејќи таа сега расте, паралелно и нивната минимална плата расте. И сега ние велиме нивната плата пораснала, не пораснала минималната плата на 26.500, не пораснала нивната, порасната кога од минималната ќе порасне за 2000 денари. Не би добиле, а сега мора да им дадат. Да, значи само имаме законско усогласување. Така што извештајот на Репортери без граници за мене е многу точен и ја одразува сликата каде се наоѓаат нашите медиуми. Да, можеби ако се пак ќе кажам, ако се погледне дека
А Словенија е на 31-то место, земја во Европска унија, земја која ги гарантира правата, слободите, која подлежи на европската легислатива, која се согласува со сите декларации на тој систем на Европската унија, на 31-то место. Они тогаш нели треба многу посериозна дебата да отворат. Нашиот 45-то место е реално и ние треба да се запрашаме и да прашаме одново како да ги подобриме овие, затоа што ние бележиме пат и ние се треба да зборуваме за падот, нели? Зошто бележиме на нештото пат, имаме дигресија на нештото. 36-то, 42-то, 45-то. Значи, ќе беше само подобро да бевме 41-во. Еве не мора многу повеќе. Значи дека нешто се работи и прави. А што не се прави, претпоставувам понатаму ќе ме прашаш. Тука имаме една дебата. Опозицијата која што вели дека они кога се на власт, се на секојаш растеме во слободата на медиумите. Почна да ги напаѓа медиумите. Се не знам што тактика има, дали не знам кој ги советувал. Мој став е дека не треба да се кладиш никогаш, дека ќе профитираш од Кавгас, секогаш ќе изгубиш Кавгас со медиуми, многу погубно однесување. Ама како одговарате на тоа? Кога СДСМ расте? Растеме на листата на Репортери без граници, кога ВМРО да паѓаме. Многу дегутантно би било да кажеме дека падот на овие три места е благодарејќи на доаѓањето на ВМРО ДПМН во изминативе година и 7 месеци. ВМРО ДПМН ќе рече секојаш ги анкетира, тоа ние што се блиски до СДСМ, шарена. Има стихи на обезвреднување на нашата професија. Благодарејќи на СДСМ и благодарејќи на ВМРО овие 30 години. Сега ние тоа како ќе го делиме по периоди. Да, можеби имавме еден период каде што бевме токму во Репортери на граници, бевме во хибриден режим, ако паметиш Коледа. Заробена држава, тоа. Заробена држава, хибриден режим и па и медиумите беа така, тука бевме некој 70-80 место и да кажеме дека ајде со промената на многу демократски процеси призлегува влади пржински се или ги укинуваме, така натаму модалитети еден куп. Само тоа можам да го издвојам како нешто, како еден автентичен период. Пред тоа и потоа и овие две политички номенклатури се трудат да не направиме ништо. Видете, јас сум внимателен и многу чесен. Значи, им предлагав и на претходната 6 години сум председател на синдикатот, на самостојниот синдикат на новинari. Значи имав прилика и на претходната влада и на оваа влада, имав лично прилика со премиерот да му предложам конструктивни решенија како да работиме да не бидеме 45-то место или да немаме ваква дебата денеска јас и ти во студиото на овој ден. Еве јубилејнот, одбележуваме 3 мај, да го споменеме и денот. Значи тука е проблемот. Зошто не сакаме да направиме ништо, а можеме, има предлози, меѓутоа да не го веднаш узурпираме времето. Подоста тоа ќе. Трендафилов, слободата на синдикално организирање, како што има ли ранг листите? Или ако има, ние ќе бидеме многу утепани. Се разбира, за среќа, Меѓународната конфедерација на синдикати води такви извештаи и секоја година ги објавува. Ги објавува токму за владите, работодавачите да видат што прават погрешно и да се коригираат, за жал. Уште по-погрешно се прави во Македонија, уште по-лошо, да бидам искрен. Ние сме, ако зборуваме со жаргон на владата, на второ место. Меѓутоа сме на предпоследното место. Ако го свртиме обратно, ние сме втори по непочитување на правата на синдикално организирање, слободата на синдикално здружување, колективното договарање и преговарање и така натаму. Зошто е таков извештај? Кои се параметри? Минатата година беа евидентирани огромен број на случаи на формирање на жолти синдикати. Бевте свесни и вие, Павле, знаеме, формирани со амин на некој, таму некаде во некој кабинет, со присила закана уцена кон вработените да се приклучат кон унарен синдикат. Извини, во законски формат се е исправно кај нив, да немаме дилема. Да, се разбира. Меѓутоа, смислата и намерата е проблемот. Притисокот врз луѓето, заканите уцените кон лидерите на синдикатите, нападите кон раководствата на синдикатите само затоа што бараат зголемување на платите, беа нешто што беа евидентирани оваа година. Генералниот секретар на Меѓународната конфедерација на синдикати, со други зборови првиот човек во светот на синдикалното движење, и покрај тоа што треба да ги бира состаноците, посетите на државите, тој е надлежен за целиот свет. Веројатно има и полоши земји од Македонија, но веројатно најлоша сме. Одлучи после тоа што се случуваше во јануари, во февруари, некаде на средината на март да дојде во Македонија и упати многу сериозни пораки и кон владата, и кон работодавачите, меѓутоа и кон браќата и сестри синдикалци и синдикалки во Македонија за состојбата во која се наоѓаме и за тоа што се случува. Вие можете да видите дека, еве, ако зборуваме од рамките на Сојузот,
еден сојуз, една федерација, една конфедерација протестираше и минатата година и оваа година. Добиваме безрезервна поддршка од колегите од самостојниот синдикат на СОНК новинари и уште неколку Не ве грански игра, и тоа ми е чудно. и уште неколку грански Ајде да не ве играат синдикати. овие конфедерации. Затоа оваа година и мотото на 1 мај е за плата се бориме, а не се молиме. Ние избравме а се болиме, да се бориме. Да не му се молиме на никој, да не му клечиме на никој. Имавме еден слоган за кој најмногу ми замеруваат, меѓутоа ќе морам да го повторам. Во Сојузот на синдикати на Македонија е забрането пушењето. Мислиме дека за работниците историјата го налага тоа. Луѓето во 1886 година излегле на улица по цена на нивните животи за да обезбедат онаа фамозно 3x8 часа, 8 Проблем е за часа Чикаго, работа, 8 така. часа одмор и рекреација и 8 Со Америка часа со почнува, своето семејство. иако Америка е понова држава, понов, нели? Столе во Америка Во има Америка почнува и синдикалната борба. Европа е во Америка е многу синдикат покрута на е во новинари. однос на Во Америка е синдикат на новинари. Исто Во- како во Америка, да. И клучно е тоа што работниците за жал добиваат сопки од тие што треба да ги представуваат. Не од тие што ги бираат да седат во владените фотели, во удобните функционерски фотели, во пратеничките клупи и така натака, и туку добиваат сопки токму од луѓето кои ги избрале да ги представуваат пред овие. Ама чекайте, тие не се синдикалци, И- тие се партиски. Зошто јас би имал различен интерес ако различни синдикати сме? Јас би се борел против нешто што треба да биде заеднички интерес, повисока плата, подобри услови за работа. Прво и основно на синдикатите и на синдикалците, прво должност е кон борбата во минатото на работниците. Срамота е да го Што го носи? посрамотите ликот и делото на луѓето кои пред вас биле исто така дел од синдикалното движење и дел од работничката борба. Се разбира дека тоа е обврска и должност кон идната работничка борба која треба да се случи утре. Јас неколку пати кажав, ќе го кажам тоа и сега. Не завршува се со 1 мај. Еден протест, еден штрајк не прави огромна промена, но дава многу голема поддршка на синдикатите да го вратат балансот на масата со овие другите кои се помокни. Едните имаат политичка моќ, едните имаат моќ на капиталот, ние имаме моќ на бројност. И овие кога гледаат мала бројка, кога гледаат малку луѓе кои бараат нешто, сметаат дека на Слободан, на Павле, на неколку други луѓе има потребно, а на овие Последниот пат другите, не беше мала бројката на овие другите се вознемирија сите. Па видете, тоа ги исплаши, но знаете што се случи? Тоа што ни го велат на секој состанок кога ќе седнеме со нив. Колку ќе дојдете, толку ќе добиете. Така да, Жалосно колку ќе е, дојдете? да, Што жалосно не е ве тоа гледаат што како број на гласови како на избори да се. да, жалосно, тоа е многу жалосно. Кумулативно Не се обвинуваат, сме биле И леви, се десни, персонализираат централисти. работите. Што Да. му фали на Слободан, што му фали на мене не Да. ми фали. Столе ќе нема пензија утре. Да, мора да разберат и луѓето дека нашата работа, мојата на Павле Еви и вашата како медиум Ангажман. е прво да подигнеме свеста, второ да се ангажираме за луѓето кои се обесхрабрени и кои се плашат. Мојата улога е јас да го зборувам тоа кога ќе ме сопре некој на каса во супермаркет и ќе ми рече мене вака и вака ми се случува тука, и вакви проблеми, ме страв дури да пристапам кон синдикат за да не го изгубам работното место, мојата работа е да го кажам тоа што ми го кажал работникот. И тоа на некому ако му пречи, нека му служи на чест, но јас морам да продолжам да го зборувам тоа. Главната улога на синдикатите е да бидеме мегафон на неправдата, затоа што неправдата треба да ја слушне што е можно повеќе луѓе за да може нешто да се промени. И затоа синдикатите, покрај тоа што седат вака на маса, преговарат, разговарат, Павле вели, дадовме идеи, не ги земаа во предвид. Улогата е кога гледате дека не ве почитуваат на маса, тогаш да зборувате од улица за да може што е можно повеќе луѓе да обедините за да направите некаков чекор. Ќе споменам случај. Во Синдикат статутите не е солидарност пред се на синдикатите. Тоа е должност. Значи, ако вие речете не сакам ни да го спомнувам колегата, но ако речете не поддржуваме протест за зголемување, не протестираме за нешто друго, зборуваме за плата. Иако свеста колку е нарушена перцепцијата по однос на ова прашање, на кој како ќе му се раздени, нели велиме, разговорно, немам потреба сега веќе од синдикат, баш напротив. На тој кога му е најдобро треба да партиципира. Така е. За да помогне и останатите да Имаме една сега не ми треба имаме една синдикат. девиза, имаме една Убава девиза. плата имам сега. Јас често пати зборувам, исто така ми замеруваат во синдикат и на доктор одите превентивно. Да. Не доаѓате кога ќе се случат проблемите, затоа што можеби на нас доаѓа, доктори во синдикат е премногу заради доцна, адвокатот доаѓа. за вие да поминале сите рокови, за вие да можете да превземете било што. На доктор
не дај Боже прогресија на одредено заболување, во синдикат поминати законските рокови за жалби, за приговори, за поднесување на тужби. Вие во синдикат, секаде во светот, луѓето во синдикат препознаваат превентива, доаѓаат таму, учествуваат, даваат придонес само со нивниот број. Преглед, да си имаш редовно, да. Меѓутоа само со нивниот број, затоа што овие другите се плашат само од бројот. Да се вратам на муабетот. Во јануари, по нашите пресметки, некаде помеѓу 13 и 15 илјади луѓе имаше вечерта на улица. Луѓето покажаа дека и покрај тоа што се исплашени, меѓутоа во темното одлучија и се охрабрија да дојдат. Дојдоа после работно време. Дојдоа од другите градови после работно време. Не организиравме ниту превоз. Не организиравме ниту организирана, не знам, со сендвичи како политичариве, со, не знам, со водички, со слично. Луѓето се охрабрија и дојдоа, но една година синдикат го земам како пример затоа што се поклопуваат бројките за да имаме перцепција за што се бориме. Минатата година во месец јануари и февруари 5 министерства, некаде околу 500 луѓе протестираа за 3000 луѓе во управата и правосудството да добијат 30% додаток на нивните плати. На 28 јануари излегоа помеѓу 13 и 15 илјади работници на улица. Владата сметаше дека мора да го раздвои синдикалното движење, дека мора да ги расцепка. Затоа на администрација даде нешто така. Дека мора да ги расцепка. Луѓето се бореа минатата година, преговараа, молеа, протестираа, бараа у буџетот да се обезбедат пари, ги игнорираа. На 29-ти беше понудено 40% зголемување на 11.000 работници во период од 25 месеци, или што ќе каже дека за 2 години добивате 40% зголемување на вашата плата, а првото зголемување на платите на вработените во управата и правосудството заради линеарното и ова мизерно усогласување на минималната плата име помеѓу 12 и 14%. И владата се понадева, дури имаше изјави на владени представници, готово, ние се договоривме, сега веќе овие нема да протестираат, меѓутоа синдикалната солидарност, начелото на солидарност е и кога ќе добиете да се борите за тој што не добил. И наредниот ден имавме блокада, истите луѓе бевме на блокадата, и имаше забелешки зошто повторно истите луѓе протестираат кога вчера седеле во влади и се договориле. Јас сум кажал многу пати, денеска ако се договориме 600 евра да изнесува минималната плата, иако ево овие се здружија да не биде тоа чудо. Утре ќе бараме повеќе. Нашата главна цел, статутарно, главна обврска кон работниците е секој ден да се бориме за многу тамакјари барате. Работодавачите се тамаќари, а ние се бориме. Едно жешко прашање за Слободан. Колку од вкупниот број работници во Македонија, еве со се мојата бројка, јас ќе ти ја кажам, партиципираат, членуваат во синдикати? Во ССМ членуваат некаде по утврдената репрезентативност 63.000 и нешто, но 70.000 луѓе, работници се дел од Сојузот на синдикатите на Македонија, затоа што и покрај нападите имавме ново пристапување на ново членство. Знаете, луѓето препознаваат борба. 70.000 членови. Ако одиме по управата за јавни приходи, еве да го тргнеме тој податок, да го земеме податокот на статистика кој сите сметаат дека е релевантен, иако не би се согласил, 700.000 работници во Македонија, само со сама број затоа што добивме на 11%. Тука околу 700, да, затоа 10-11% вкупно ССМ има членство. Тие 700.000 си администрација и све живо. Вкупно работници во државата. Кои одвојуваат во месецот за во реален сектор се 450. Ќе зборувам за бројките малку подоцна. Инаку не сме поминале 17%, да ги ставиме сите останати синдикати. И ние ССНМ во рамки на нашата фела 17%. Знаете колку е? На светско ниво е 17%. А извини, во Данска платите се ниски? Имаат проблеми со платите во Данска? Што имаат проблеми во Данска со здравственото осигурување? Доцна платите во Данска, по 80% од луѓето, од работниците партиципираат во синдикат. И го слушав себе 5 минути. Ние како уште треба да се правдаме во Македонија дека работиме синдикализам, така? Да. Како во Данска не се срамат да работат синдикализам? Култура веќе. За жал, видете, нашата борба за жал е треба да се осеќаме да работиме уште повеќе на подигнување на свест. Затоа што сите треба да сме во Македонија. Веќе нема предуслови секој да е во синдикат. Постарите генерации го памтат времето кога беа сите во синдикат. Времето на социјализмот кога беше задолжително. И сега ако се надоврзам на тоа, ова е порелевантна бројка. Се разбира. Ако се надоврзам на тоа, луѓето во минатото членуваа во синдикат за канта сирење, табла јајца, полутка, пита кашкавал.
и така натака. На луѓето како мене, како Павле, без навреда од помладата генерација. Главна цел ни е да обезбедиме плати за работниците да одат сами да си купат. Па дали тој сакал да купи килограм сирење или 30 килограми сирење, да има пари да го купи и да го обезбеди тоа за своето. Знаете што ме е малку тука еден парадокс има. Овие сега претпоставуваме синдикати кои што нема да протестираат, неимно легитимно право е да речат низ преговори фино ќе постигнеме исти резултати, непотребни се протести, криза и така натаму. И ќе отидат на викенд, ќе отидат на пикник. Они се однесуваат некако, во што е парадоксот. Они треба да бидат антипод на тој социализам, на СФРЈ. Кога не се протестираше затоа што се славеше трудот, на 1 мај се славеше победата на трудот, на самоуправувањето. А сега поразно. И заради тоа имаше пикници, имаше. Заради тоа немаше протести. Сега они се однесуваат социјалистички наместо да слават победата, ќе го слават поразот тие луѓе што нема да дојдат, а се синдикалци и се нарекуваат синдикалци. Можеби звучи непријатно и можеби брат синдикалец на брат синдикалец не треба да. Меѓутоа, ако наша должност и обврска е да се бориме против секој еден кој се бори против работниците. И тоа се вика во нашите деловници, правилници за работа, па и во статут е антисиндикално делување. Штрайк брехерство. На времето најлошиот момент што можело да се направи во делот на синдикалното движење е штрайк брехерството. Кога еден се бори за корка леп, ти се бориш за тој да не добие корка леп. И само ќе ми дозволиш кратко. Токму на таквите луѓе им успеа во месец март без консензус на економско-социјалниот совет, седеа внатре таму, без сојузот на синдикати на Македонија, а без сојузот немаше консензус, односно немаше кворум за одлучување, дадоа поддршка на 1667 денари. Ја не се прашувам што прават лидерите на тие синдикати, тоа е синдикална политика, исто како што имате политика во слободна држава. Таму им прецема и тела и органи. Тие носат одлуки, имаат органи и тела, можеби членовите на органите и телата подеднакво се согласуваат да го прават тоа. Но што прават членовите кои минатата година, например, во еден сектор, еве да не именувам, пошто ќе ми се налутати за тоа, наместо да добие 12% изголемување на платата, се испазарија за 7,5, не за 17,5, за 7,5 или за 5, наместо 9,6 оваа година. Нападите тие до кај се ај тоа дека земате многу големи плати, не сте биле ваков, не, тоа е веќе навикната орнаментика, или веќе луѓето не знам и како го прифаќаат веќе. Но другите напади за да ве сменат, се појави пак, гледам сега пак се појавува лидер кој што порано беше, кој што напаѓаше, сега пак напаѓа Живко. Видете, мене ми е многу жал што па другите се менуваат закони за да се релативизира тоа со, како се вика, доминантен синдикат, представителен, репрезентативен, да може и другите. Тоа сакам кратко да го објаснам. Јас прашав уште минатата година, кога го блокираа процесот на преговори, столчето на масата на работниците им беше тргнато. Како на цртаните филмови. Сакаа да седнат работниците на масата и во позади столчето им го повлекува за да нема како да седат да им се смеат. Ние кога требаше да преговараме за минимална плата, за зголемување на плати, за потпишување на колективни, 6 месеци владата одлучи да ги повлече представниците на комисијата, затоа што имавме бројката, затоа што бевме легитимен партнер да седи на масата. Иако сите синдикати се легитимни, сите седат, ние немаме против, сите синдикати доаѓаа на економско-социјален совет да зборуваа, дури и ние поддржувавме нивни предлози затоа што ние дигавме 2 прста за гласање и гласавме за нивните предлози. Но се смени законот, за жал со поддршка на синдикати кои немаат ниту 1% за да исполнат за репрезентативност. И дадоа поддршка да се преполови 10 на 5 само за да се удоволи на друг синдикат, жолт синдикат, кои треба да дава поддршка и ве гледате, не доаѓаат на протести, сметат дека минималната плата е доволна, дека 1667 денари за работниците се доволни. Еден од лидерите за награда доби 15 денари месечен паушал кој член на управен одбор, а работников 1667 денари и така натака, и тоа беше тогаш. Секогаш кога синдикатите се најгласни, пробуваат да се служат со разни механизми. Дури еден пратеник, мислам дека беше од собраниска говорница, им ги кажа чекорите кои ќе следуваат, кои ќе ги прават еден по друг по трети, и ние сега ги направивме веќе сите чекори. Тоа што е фрапантно, ќе бидам искрен, е фрапантно тоа што, например, јас сега, како председател на ССМ, утре ќе биде друг, пред мене бил некој друг, морам да го бранам поранешниот председател на ССМ, кој за жал не е повеќе со нас. Затоа што еден друг поранешен председател на ССМ
кој веќе 8 години не е председател на ССМ, смета дека тој што бил после него председател на ССМ, Дарко, не е повеќе председател на ССМ. Покоен Дарко. Не е повеќе председател на ССМ. Ние сакаме да беше председател, да седеше тука со вас да разговаравте на овие важни теми, но тој го загуби својот живот трагично и прерано. И сега вие водите судски постапки, од озгора судот, првостепениот суд, морам да кажем, спротивно на патствијата на второстепениот суд, утврдува правен интерес дека не било тоа проблем што починал. Во Македонија имаме девиза кој ќе умре тој е крив. Така беше и за работниците во градежништвото кои почина пред една година кога се враќа од автопатот Скопје Велес по автопат во сообраќајна несреќа. Се надевам дека нема бие така за работникот кој загина пред неколку денови во Скопје, но да излегувате на телевизија да викате тој не е повеќе председател на ССМ. Таму не пишува дека Живко Митревски е председател на ССМ. Не пишува ни дека некогаш во животот ќе биде председател на ССМ. Тој ги исполнува условите за пензионирање. Синдикатите се работнички организации на работниците и пензионерите, не може да ги застапуваат интересите на работниците онака како затоа што тие застапуваат други интереси. И ќе бидам искрен. Се каам што минатата година поднесовме жалба на таа пресуда и таа пресуда не стана правосилна уште минатата година. Несправедлива е. Нити можат да го скорнат тој председател на ССМ, за да го седнат овој председател на ССМ, но политиката има задни намери. Тие прават се сметајќи дека, но тоа што го прават контрапродуктивно, затоа толку луѓе излегоа на протестите предходно. Знаете, во борбата за политика и за плата, или за демагогија и за леп, секогаш победува платата, секогаш победува левот. Корка леп е многу побитно од било која политика, од било која демагогија и ние како ССМ мислам дека покажавме тоа дека нашето фарбање со поликолор, со боја, со жолта, со црвен, бевме црвени предходно. Црвено-црни, пардон. Сега сме плаво-црвени и црни. И вина на синдикатот еден период беше актуелна оваа реченица. ВМРО си има свој синдикат, СДСМ си има свој синдикат, која зависи. И освен работници, работници немаат синдикат. Морам да бидам само критичен и секогаш зборувам така. До 2010 година, прво во 2005 година ВМРО ДПМН си формираше свој синдикат. Го подели ССМ на два. До 2010 година ВМРО ДПМН имаше свој синдикат, ВМРО ДПМН имаше свој синдикат, СДСМ имаше свој. Најдните беше ССМ, најдните беше КСС. Во 2011 година се случи промена на раководството во ССМ. И при промената на раководството ВМРО ДПМН имаше два синдикати во Македонија. И ССМ го зема, да. Памтите сите како беше. Памтам, да. Потоа се случи уште една промена во 2017 година. Едните сметаа дека ССМ е на СДСМ, а ССМ на СДСМ му организираше генерален штрајк во јавниот сектор, протести штрајкови, му протестираше за зголемување на минималната плата од 15 на 18 денари, за недела неработен ден, нешто што се противеа сите во државата, го обезбедивме за работниците, и ВМРО ДПМН во тој период жестоко не поддржуваше, морам да бидам искрен. На 40 степени стоја на асфалтот, протестираа заедно со нас пратениците и така натака. Јас стоев заедно со нив рамо до рамо. За од кога ќе се промени власта, ние повторно да имаме наши нивни, го поделија народот на наши и на нивни. А народот сиромашен и нашите и нивните. Ама по велешка линија повеќе би требало да инклинирате кон ВП, зашто велешани се доминантни сега и во министерство, и во владеачка партија. Не надвладеа столе, штипјани. Порано штипјани се. Помага ли тоа? По велешка линија се знаете сите, треба да ги користите сите, борбата и политика предпоставува дека треба да се води. Не предпоставува, тоа е тоа. Да бидам искрен, заборавија дека велешани се револуционери и дека се храбри дечки и дека не подклекнуваат на притисоци, на уцени, на закани, дека во Велес имало борци, има и ки има. За жал тоа го заборавија. Сметаа дека ако раководство на нешто е од Велес, дека е наш. Меѓутоа, ние сите сме наши. Работата е во тоа што се залагаме за различни принципи. Со други зборови, за мојата работа, за мојата плата
Јас тоа што морам и што имам должност да го правам е да се борам за зголемување на работничките плати. Ако тие сметаат дека не треба да се зголемат, треба да го разговараме тоа на маса. Ако сметаат дека синдикатите ако излезат на протест се против некој, не. Ние не планираме да бутнеме ни една влада. Предходните мислеа дека ги бутнавме од власт ние заради протестите кои ги организиравме пред фотофинишот на парламентарните избори. Тие сметаа дека ние сме ги донале како работници овие да бидат власт, но нити сме бутнале некој, нити сме донале некој на власт. Единствено нешто што правиме е се бориме, ќе се бориме и нема да застанеме. Сметате ли дека е пораз за вас или секој пораз е пат кон некоја победа, некоја цел остварена? Година дена помина ништо со минималната плата. Борбата... Да, нас не избраа да ја водиме државата. Иако они се плашат дека ние имаме амбиции да ја водиме државата. Тие што ги избрал народот да ја водат државата, ако работат против народот, наша главна улога е да се бориме и да не застанеме. Пораз ќе биде за мене лично, за Сојузот на синдикатите на Македонија, дента кога ќе го изјавиме тоа што го изјавија колегите, дека нема потреба од протести и од штрајкови, дека добро се живее во Македонија, дека минималната плата за овие 1667 денари усогласена е добра и дека ние ќе седнеме на маса или под маса или не знам како ќе ги решаваме прашањата по социјален диалог, а во време на социјалниот диалог ви го земале столчето од масата, не можете да водите социјален диалог, а од спротивната страна сакаат да водат социјален монолог. Тогаш тоа ќе го сватиме и како личен пораз и како пораз на организацијата. Но пак ќе кажам, примерот со УПОС од минатата година во февруари, ниту еден од колегите и од колешките не веруваше дека е возможно било какво поместување во делот на зголемување на платите. Многу луѓе и оваа година во приватниот сектор кои не се членови мислеа дека заради односот на владата кон ССМ, а стравот кај работодавачите да не им се случи и нив тоа, затоа што ние минатата година се договоривме за минималната плата. Се договоривме и за тоа колку да се зголеми. И владата единственото можно решение рече дека не може да се случи, ама седнете договорете се одново. Редоговорете се, репреговарајте, не знам, правите ревизија. За 600 евра се договорите? За лани беше 500 евра. И лани беше барањето на работодавачите кои ние го изнесовме пред владата за тие 60.000 денари да бидат временски ослободени од делот на придонесите. Имавте начелен договор? Да, имавме договор и со тој договор отидовме пред владата, но владата рече дека не може вие да се договарате. Че Мицкоски велеше дека вие сте одбили, сега како? Ние сме одбиле што? А тоа што сте се договорили? Владата имаше став дека не може ние да се договориме, ако работодавачите сакаат да ги зголемат платите, да ги плаќаат фул и придонесите. Нешто не се согласи во субвенционираните придонеси. Ама не е субвенционирање. Знаете како? Не дава, туку не зема. Разликата, значи покачувањето. Државата не дава, туку не зема, не приде. Сите министри, сите премиери. Јас од 2011 година што го зборувавме пред. Во оваа приказна, во оваа работа. Толку премиери поминале, толку министри поминале, сум седел на 4-тиот ред, па на 3-тиот ред, па на 2-тиот, денеска седам на 1-тиот ред од масата. Сите имале иста девиза. Ако вие побарате нешто да ве ослободат, тие сметаат дека вие им земате. Барањето на работодавачите беше тоа Павле што каже. Една година, 9 месеци, 10 месеци, се едно е колку месеци, владата само да прифати да не ги добие парите од работодавачите за зголемувањето на платите на работниците. Тие побараа до 6.000 денари се зголема платите на работниците и само за таа разлика до 6.000 денари, оние 3.000 денари да не ги плаќаат веднаш, туку да ги плаќаат по истекот на периодот. Тогаш им седнавме вака на маса, нели, помора на маса да се решат проблемите. Им велиме 6.000 денари ако се зголемат платите, 3.000 денари се придонесете, затоа што близу 50% плаќаме придонесе задолжително социјално осигурување. Овие ќе плаќаат 10% персонален данок, 40% придонесе. Пак има во буџетот плюс. Кога ќе се случи плаќањето наредната година, оваа година месец јануари, вие ќе добиете некаде околу 10 милиони евра во буџетот по основ само на овие придонеси. Не зборуваме за новото зголемување оваа година што треба да се случи. Или 120 милиони евра на оваа година ќе добија во буџетот, немаше да биде потребно да земат кредит, ќе закрпаја некоја дупка за овие претходните што земаа кредити, па плаќаме камати и така натаму. Значи немаше да дадат, тук ќе добие. Да, сега владата рече ние не можеме да се откажуваме од дел од средствата во буџетот. Тие беа претпоставени средства. Тие не беа пари во буџетот. Они денеска ги немаат. И уште една работа која никој не ја зборува, мора да се зборува. Тоа што ние од нашата плата, јас, вие, Павле, сите како нас, во буџетот враќаме околу 60% од нашите плати.
Толку е зафатат. Затоа што ние плаќаме ДДВ помеѓу 5 и 18%. Еве некој заговараш ќе ви го зголемиме ДДВ-то и слично. Ние како крајни потрошувачи. Да, Крајни потрошувачи. од нашата плата ние не одиме 35 сме овамо и уште да ги вложиме парите во банка па да земеме Да, па камата, да си ги чуваме, не да. купуваме па да Цело имаме време ги трошиме, цела Или плата за основни. Туку ние трошиме 40% придонеси, Да. персоналниот данок, ДДВ-то, ги враќаме парите назад во буџетот. Нели е Тоа ќе пораз- значеше во буџетот двојно, 240 милиони евра назад во буџетот, но тие сметаат дека не можат да се откажат, денеска ги немаат парите, работниците немаат плати, револтот кај работниците е огромен, иако тие мислат дека гасат пожари под Нели е пораз и ова цело време зборувате, недоволно зборувате, недоволно притискате, недоволно си ги штитите работниците, поготово во тие по-трудоинтензивни, трудоизложени професии. Јас мислев дека вакви работи ќе бидат заборавена работа во Македонија со текот на времето, ама очигледно сум се излажал. Работници гинат на градилишта, гинат по пат, сообраќајни несреќи, несоодветни услови на заштита при работа. Што правиме со тоа? Пријави пуштите ли за ова? Или оставате на обвинителството? Јас Тоа со секако во јавна новинарството мислам дека е дискусија, добро фокусирано. Безбедноста и здравјето при работа, ние како ССМ ја ставаме највисоко, дури можеби побитно прашање од зголемувањето на платите. Може би како прв синдикалец ќе треба да шетате по градилишта, веќе до таму е отиде на работа. Поднесуваме пријави и сега ќе ви кажам што се случува, што е фрапантно. Сметаме дека 364 дена во годината треба да се зборува за безбедност и здравје, се превземаат мерки за заштита, за лична заштитна опрема, за мерки по безбедност и здравје при работа, и обврски на работодавачите, инспекциски надзори и сето тоа. А еден ден, овој 28 април, меѓународниот ден за безбедност и здравје при работа, да даваме почит, да молчиме и да дадеме почит на сите кои го загубиле својот живот, а не смее да биде ниту еден работник така, и да продолжиме да се бориме за живите. По наши пријави, тоа го каже и претседателот на синдикатот за градежништво, се постапува многу доцна. Иако градежништвото е убиец број 1 во Македонија. Потоа е земјоделието и потоа се некои други трудоинтензивни дејности. Но жалосно е тоа што работниците никако да разберат дека преку синдикат можат да добијат и соодветна заштита тука, затоа што во компаниите каде што сме синдикално организирани, во делот на безбедност и здравјето при работа се внимава многу. Таму синдикалниот представник дури може да го прекине работниот процес. Од друга страна, инспекторите не можат да влезат на овие градилишта каде што се случуваат овие фатални несреќи. Синдикатот не може ни да помисли да влезе таму, поднесуваме пријави, но најчесто ситуацијата се сведува на статистика од кога ќе се случи некоја повреда или од кога ќе се случи некој за жал загубен живот. Тоа што нас не фрапира е тоа што сите последни случаи вакви со губење на работнички животи, тоа што го кажав и претходно, тој што ќе умре тој е крив затоа што не може да се одбрани на крај. Секогаш се наоѓаат, секогаш се наоѓаат или со семејствата се договара точно некој. Секогаш се наоѓаат излезни решенија за тоа како надзорот, како инвеститорот, како изведувачот, како сопственикот да не биде виновен. Ова е критика за обвинителството и за судството. Нема одговарано до сега никој од тие кои што... Па тие треба да кажат точно колку имаат одговарано, а по нашите информации немаат одговарано многу, а од друга страна инспекциските служби имаат многу мал капацитет и треба да се зајакнат. Да бидам искрен, мора да се зајакнат. Проблем за трудова, за да можат да ги посетат сите градилишта, но не мора да ги посетуваат. Излезете само во центарот на Скопје и ќе видите колку работници без лична заштитна опрема ви работат со облека од дома, несоодветна за извршување на работните задачи, колку луѓе на високо работат на висина без оние јажиња со кои задолжително тие мораат да се врзуваат, одат по скелињата необезбедени од едната и од другата страна, но работниците работат многу тешки работни задачи на во многу трудоинтензивни дејности за многу ниски плати за да го прехранат своето семејство, затоа што платите таму не се така големи патија да имаат огромен луксус. Таму дури не им купуваат ни лична заштитна опрема, но мора превентивно да се делува. Ние како синдикати ја подигнуваме свеста, обучуваме наши синдикални представници, наши официри за безбедност и здравје при работа, но само во компаниите во кои сме синдикално организирани. Во приватниот сектор синдикалното организирање е помеѓу 5 и 6%, а само Сојузот на синдикати на Македонија има синдикални организации кај работодавачи во приватниот сектор. Може да замислите колку е тоа малку. Ако во вкупната држава се борат
1 на 10 работници за колективен договор, безбедност и здраве при работа, зголемување на плати, во приватниот сектор се бори 0,5 работници за нешто да се промени во општеството. Стадион. Емисија за вашата вистина. Беловски, кај новинарите, во приватниот сектор има ли новинарски организации или веќе и Во газите приватниот ситуација? сектор, но какви организации столе? Со синдикатот спомена Трендафилов дека само 5% или 0,5, колку рековте? Па 5% од вкупниот број на вработени во приватниот сектор. Како 5, стоиме 6. новинарите со Ние сме организирањето во приватниот сектор? Вака, ајде да видиме кои сме и зошто сме. Цело време ние не можеме да дознаеме кои сме. Ние сме од прилика 2500 медиумски работници, од кои 690 ни работат во МРТВ. Мразава Да, нашиот од синдикат е или друг синдикат? Вака, таму од пред 4 години сега прават само да не биде конкуренција. конкуренција ни. Ке зборнеме и тоа ако во насока на антисиндикално однесување. Во пред 4 години влегавме во МРТВ со формирање на синдикална група. Лани станавме репрезентативни, 150 членови имаме во МРТВ. И сме вториот најголем синдикат во МРТВ. Ја избравме Елизавета Дуковска за председател на синдикална група со транспарентно гласање преку посебна програма онлайн, сега нели новите технологии ни го нудат тоа. Зошто го велам ова? Затоа што за избор и прогласување на резултатите од МРТВ се собраа 10 луѓе. А во членството се 9. Повеќе луѓето, види, многу тешко се анимираат луѓето. И тоа е нормално. Меѓутоа се новите технологии ни нудат можност да допреме до секој. На крајот од денот сега имаме подкаст, пред 15 години ја немавме. И ова е начин. И ова е добро, затоа го делам оптимизмот на Слободан. 117% е премалку за професија во која има проблеми, спомнавме колку. Работиме за подпросечна плата, за работиме за минимална плата. Кој е најголемиот нашиот најголем проблем? Столе еднаш мораме да се договориме. Значи општествен договор, не Пајо и Христијан, не Слободан и Христијан, не Столе и Пајо. Значи мораме да се договориме што сакаме и каде одиме. Дали ние можеме да се договориме дека ние нема да имаме медиуми за идно партиципирање во Европска унија? Нема да имаме, зашто вака ќе згаснеме. Ќе останеме на МРТВ, дојде Петар Магер во Маđарска, вика ветинг. И тоа е лабилно и нели под знак прашање. Значи ние медиуми мораме да имаме. Под еден се договоривме. Тие медиуми кој ќе ги плаќа? Собствениците, газдите не сакаат да ги плаќаат. Не сакаат. Нашите собственици повеќе не сакаат да платат нешто што не им носи повеќе добивка. Мојот труд денеска, извини, собе утре има протест и ние ќе имаме прилог. Каде да го наплатиме тој прилог? Тој труд, нели? Тој производ. Дека Слободан одржале синдикатите протест. Че ние не произведуваме за нештото да го продадеме, ние произведуваме во општа корист. И затоа нештото ако е општествено корисно треба да се договориме дека сите треба да го платиме. Зошто ги плаќаме медицинските сестри? Затоа што ни треба. Ама тоа е интересно. Ама не мораме веќе да се договориме, нема да ништо интересно веќе. Ова е екзистенцијално. Со премиерот, со Мицкоски, затоа што во декември, немаме зашто да криеме. Уште кога беа во опозиција дека ги пресликуваше моите лично од дека Париз придонесите ке на Слободен, придонесите за вработување. Некој му го составил тоа, го прочитал и слушнал некаде дека што сум го говорил. Значи вака, во 1987 година Франција вели, ова јас како што ви го синтетизирав, дечки, дајте да се договориме и се договориле. И рекле ние ќе ја субвенционираме од 1987 година придонесите. Значи до одредена плата во Македонија нека биде 1000 евра. Над 1000 евра примања не ти ги субвенционираме, ти си добар, пристојни примања имаш во новинарството. До 1000 евра, односно не се субвенционира, државата ги ослободува, односно не ги зема. Односно работодавецот не ги дава, односно работникот остануваат кај него. И ние имаме вин-вин затоа што работодавецот нема да ги плати, работникот ќе ги добие. И шо вика премиер? Многу му се вендис. Ама викат со министерката за финансии уште еднаш го може да поразговараме затоа што има импликации. Има на колку? 1500. Затоа што МРТВ и мија веќе ти ги имаш под тебе, под еден трошок. Од едниот џеб во другиот џеб го викаме. Уште еднаш говорам, извадете рил столеве, молам. Ние мораме да седнеме се договориме. Еве не мора да дојде Пајо, не мора да дојде Христијан. Нека одат Игор и Тамара Крнчаровска или Перо Момировски, неважно, нека се одбереме представници и да се договориме дека ние не можеме повеќе да одиме кон тенденција на немање медиуми, вака ќе затвориме, ќе не нема. Мора. Па така мирис. А од другата страна тој што сака да не прими, нели во еден подобро контекст, во еден подобар амбиент, вели мора да имате слободни медиуми. Па јас сега одам, нели во понеделник тргам Интернационална федерација новинари и таму ќе ги прашам
Како да не има луѓе веќе? Дај да најдеме модел. Од една страна велат најпотребни сте. Еве, како вика Слободан, утре ако не дадат медиумите, што правиме Слободан? Ништо. Зашто протестот ние? Која е структурата старосна? Велишки 40 и нешто години е. 40 и нешто години е на просек старееме 47, 8, 9, може и веќе од затоа што немаме примерно нови од лани, може и 50 да не се разбираме, една година постоечките остарат. Па како сака да биде кога слуша од мене овде дека ќе зема подпросечна плата ако успее во внимавајте, ако успее во новинарството. Ако не минимално. Ако не ќе зема минимално. Колку имат избегано во странство или Во странство столе. Нема што бара. Па Горан ни е таму во каде од Александар од еден што беше еден куп имаме. Не, и тоа е прашање личен избор. Не треба да зборуваме за тој што решил да си замени. Што зборуваме за тие секој ден што одат денеска на работа. Што сме ајки на работа денеска. Работници бегаат. Бегаат и како бегаат од администрација и од администрација почнаа да бегаат. Приватен сектор бегаат пред се Прекинам столе за да поентираме. Што е најшиот најголем проблем што исто не можеме да утврдиме сиве овие 30 години. Еве веќе 15-та година во 16-та влезе ССН. Не можеме да потпишеме колективен договор. Не што не можеме. Не можеме да се убедиме зошто треба да потпишеме. Па ние во Сител имаме антисиндикално дејствување со години од X причини, некои суетни таму, не ќе да ги споминувам ни имињата ни состојбите. Па јас сум уверен дека на Горан и Горан, собственикот и ова, да му го дадам предлогот што го изработивме сега, ќе ме моли да го потпишеме. Знаете зошто? Затоа што за прв пат ќе му се бендиса како организиран планот за работа. Како се организирани работните позиции, кои се врските на работникот. И ние во 2026 година овде си го трошиме времето, дали треба ние да имаме колективен договор да потпишеме. 40 колективни договори во Данска по сегменти. Знаеш што е проблемот? Во структура на медиум. Сите пишуваме, се буниме, а за нас не пишуваме. Па прес имате колку камери? Вчера имавме, завчера имавме прес, една делегирана, нели реков, по сила на за 3 мај слободата. Запази за слободата на медиумите. Еден медиум не проследи. Самите не сме интересни за себе. За себе. Колку ќе имаме гледаност? 54 на ова ја што сум говорил денеска. Не, во ред. Еве, пак се согласувам со Слобода. Не треба да растат очекувањата мои или на организацијата. Меѓутоа, луѓе, навистина мораме да направиме општествен договор. Дали сме ние на ова општество потребни или Пајо стварно да оди да си бара некаде работа, да се одам во друга. Ќе зборнам баш во тој контекст, но сакам да дадам придонес на вашите колеги, пошто тие се и наши колеги, сепак работници. Кога ќе дојдат камерите на пресконференциите, на протестите и на штрајковите, луѓето заедно со нас стојат исто таму на асфалтот, на патот, на топло, на ладно, на дожд, на ветер, не дај Боже сообраќајни несреќи, не дај Боже други катастрофи. Се изложени на висок ризик, висок степен за многу ниски плати. Вие пренесувате како медиуми и како новинари пред се и како камермани и како медиумски работници пренесувате вести за непочитување на висина на плати, за ниски плати, за непочитување на работно време, безбедност и здраве при работа. Ниту едно од тие права не ви се гарантирани за тоа што го вели и Павле, имаш од другата страна. За жал, например, еве ССМ на своја кожа почувствува минатата година токму кога баравме зголемување на минимална плата од најголемиот национален медиум да бидеме цензурирани во пренос во живо за тоа што зборуваме за платите и за тоа што зборуваме за истите плати на тие луѓе кои работат во истиот медиум. Медиумските работници, медиумските работници се исто така значени како и работниците во дејноста градежништво кои работат со висок ризик како во индустријата, во рударството и така натака, и полицијата, армијата, здравството и тоа. Но тоа што го вели Павле, јас многу пати сум кажал, пари има за се, но не се правилно распоредени. Дефинитивно. Не може да немате пари за зголемување на плати, не може да имате пари за ослободување на делот на придонесите на платите на некои работници или на сите работници или на дополнителното. И субвенционираме на минимална плата на ново вработен во рок од една година, 2 години. За столе што ме праша младите како да ги или на дополнителното на дополнителното зголемување на минималната плата, но имате пари за финансирање на политички партии, затоа што тие треба да бидат со државни пари, независни,
како медиумиве не треба да бидат Ќе оди независни за Охрид. со државни пари. пари Имате некој има да имате финансирање на Градиме политички милиарда партии, вие медиумите објавувате секоја година извештаи од Државниот завод за ревизија, мислам дека потекнуваат тие кои се во милионски износи, кои ги добиваат политичките партии за водење на политика во Македонија. Граѓаните ние ги плаќаме политичарите да водат политика на нашиот грб. Ги плаќаме да не напаѓаат, ги плаќаме да не уценуваат, омаловажуваат и така натака. Знаете, тоа е нешто што не го зборува никој во Македонија. На работникот има тенденција нели, да му се земе трудот, односно да му се ангажира трудот, а ако може помалку да му се даде. Ние имавме 4 до 5 години, Столе знае, во нашата професија една толку интересна ситуација каде што тогашниот премиер и владата 34 милиони ни платија за да работиме. Нормално ги земаа четворица, пет луѓе ги разделија. И ние тоа го викавме владени пари. Успеавме, Столе, некако да се договориме дека тоа мора да запре. И после, таа, нели, што сме, како беше таа една СДСМ што ја викате влада, ве слушав преска, некако го отвори одново прашањето. Да се врати. И јас постојано сум антагонист на таа приказна и против тоа, затоа што јас нудам 3 подобри предлози за работникот и новинарот, медиумскиот И работник. работодавачите ќе бидат задоволни. И работовачите, 3 и 6 години ние бевме во не можевме да се договориме. Знаеш зашто не Ни успева? го тоа? потрошија времето таа влада од СДСМ. Дали знаеш зашто не успева тоа? Затоа што парите нема да завршат кај работниците. И се објаснивме. И се Они на крај сакаат се да објаснивме. завршат на друго место. Така. Целта, интенцијата е да Така, и ја завршат парите на знаеме, друго и ја- место. Преку газдите да ја купат на клонето. Така, и тоа го пресретнавме, нели? И затоа вие со право се И еве бунтувате против почекав тоа. 2 години оваа влада и викам, луѓе, дај сега да се договориме. 3 подобри предлози од тој. Жалосно е што ваквите конструктивни предлози најчесто ги моделираат и ги прават да бидат Јас мислам дека се На наша поморни штета. и не сака да дојде од некој друг. Не, да. не си персирам. Ама сам они мислам. нека го предложат, па Па ние- еве јас ама како ние- тоа викам на одмор ќе отидам нека го Ние предложам. бенефициран стаж нема да ви се бараме. верува исто да го велев за минималната Еве, да, плата. Речете батели ги овие од ССМ слободан, Да, тие да, ништо да, не да, бараат, да. ние Да, ќе тоа дадеме, ние дадовме. Некој си викам што да вложам, Они нека отказ да бидат вложам, царот што да и направам. кралот. Ја реков дури ќе ги пофалам, ќе ја излезам прв и ќе речам Многу суета има во нашата. како на приказките Ашколсун, направивте Да, се за работниците. Треба да ССНМ да реагира малку за нема. Еве матава изборот на директор. Како беше, што беше? Предупредивме пред изборот. Директорот Бевме во 15 години комуникација веќе за наваму. време на изборот. И ние вливавме од една состојба каде што имавме 15 години со должна почит кон Маријан, нели, што сработил или не. Да, поминато 10 пати. Да, 15. И сега влевавме во друга, пробавме да видиме кој не можеме сликичка да најдеме од човекот. Со сета почит. Па бил другар на Мицковски се. Абе да го видам, уште го немам видено. Значи јас Маркетинг имам агенција имал пред тоа. во мојата дејност еден од највлијателните луѓе утре, нели, кој ќе управува со огромни ресурси 22 милиона годишно. Јас не знам уште како изгледа. Ако има сликичка, некој нека ми прати на Со Мицковски вие последен пат кога се видовте? Или со На него последната седница на Го економско-социјалниот напуштивте? совет пред неколку денови. Не, тоа беше претходно, тоа беше на почетокот на месец март. Пред неколку денови и заклучивме дека ако не зборуваме ние од ССМ, без оглед на тоа дали јас како председател или колегите кои доаѓаат како членови на економско-социјалниот совет или доаѓаат како поддршка на тимот од ССМ, дека никој друг во оваа држава не планира да зборува за плати, за раст на плати, за животен стандард, за мерки и така натака. Да, преку медиумите често пати слушаме, но на оваа седница на економско-социјалниот совет, еве морам да бидам искрен, наша заедничка одлука беше дека треба да оставиме да видиме што ќе направат другите за работниците. Еве ние бевме најлошите, лошиот Не ви Чичко. кажа, лошо е времето, криза, Персиски залив, Формуз, Не. Иран, Америка, Да бидам нафтата искрен. отиде 126. Не, да бидам искрен. Дури се воздржувавме од почетокот на годината, не може да кажа, затоа што кога почна оваа нафтена криза, дури се воздржувавме во делот на тоа да предлагаме мерки, само заради она што Павле го кажа. Да не речат, ете, вие предложија, не може да го донесеме тоа. Затоа што Немате чувство за затоа што- осетка. Да, затоа што во минатото ние кога предлагавме, тие вилеа овие од синдикатов, ништо не знаат, ние не може такви мерки, не може да се носат мерки слично. Последниот пат кога предложивме, прифатија, па 10% падна вредноста на кошничката, 10% падна и цените на основните прехранбени производи со последната мерка. Рековме супер, вие ја направивте мерката, вие ние не патимо тоа да биде некој кој ќе биде главен. Се знае кој е главен. Го бираат да биде главен, нека биде главен. Немаме проблем со тоа, но работата што е?
после седницата на економско-социјалниот совет, вашите колеги побараа изјава. Зашто се дискутирало на економско-социјалниот совет? Не знаев како да им кажам дека дискутиравме за прашања кои не се екзистенцијални. Ако го земете во предвид само законот за заштита од пушењето, затоа што тој за здравјето на луѓето, но и таму имаше некои прашања на седницата кои дискусијата се водеше на тоа која страна требало да биде, што не е наша работа, отворена, затворена на локалите, па некој ако живеел на втори спрат, па димот од тутунот ќе ги загаду. Скопје е најзагадениот град во светот и ние зборуваме за ако некој на приземје и некој на втори спрат седел, ќе тутунот и димот ќе го се банализира. Знаете како? Дали шаша во Израел, дали не се движи? Се пофали Мицкоски дека 7,5 колку порасна просечната плата. Просечната плата минатата година, последната бројка е 9,6%. Не, сега скоро Каде се пофали? Телевизија. На телевизија се пофали. Таму не разговаравме за тоа, иако бевме спремни, ни замерува. Ако нема војнина, каде ќе се пофалуваат? Нема нафт. Право во целта. Вешка интелигенција. Се обидовме да се спремиме за оваа седница. Имавме податоци од управата за јавни приходи. Знаете колку работници во Македонија имаат просечна плата земено минатата година? Во висина на просечната плата. Со таа просечна плата што се фалат политичарите, не овие претходните 36 години назад. Колку вкупно работници во Македонија минатата година добиле просечна плата? 260.000 граѓани живеат со примања под 600 евра. 46 работници. Минатата година, во цела година, месечно, некој месец 20, некој месец 11, некој месец 7 и 9, вкупно во 2025 година просечната плата колку што изнесува ја примиле 46 работници. Само 46 работници. Да. Од 700 податоците од 530.000 колку што примаат плата по МПИН, затоа што овие до 700.000 со кои се фалат исто така функционерите, сите функционери, да не ми замерат овие, се лица со договори на дело, некои хонорари, некој надоместок за извршена работа, менаџерски договори, некој приход од извршена работа, но при донеси се плаќаат за 530 редовен работен однос, определено и неопределено е 530.000 работници. 530.000 работници на грбот имаат 300 и нешто илјади пензионери. Да. Од тие 530 само 46 земаат цела година редовно континуирано просечна плата. А функционерите, ако ги гледате на пресконференција, просечната плата расте и животот во Македонија се подобрува, но што е клучно? Тие податоци покажуваат едни други многу симптоматични бројки, што се страшни. 1/3 од 530.000 работници или некаде околу 160-70.000 работници имаат плата под прагот на сиромаштијата. Од 1 денар до 30.000 денар. Банка ни го констатираше тоа де факто. Затоа што прагот на сиромаштијата е 37.200. По статистика зборувам, наша статистика, објавен официјален податок. Не можеш да живееш, да. Тоа значи дека ви имате 160-70.000 работници кои одат на работа, а ви се сиромашни. Немаат пари ни 2 лева да купат. Минимална плата колку што усогласија 26.040 и нешто денари, синдикалната минимална кошница во делот на вредноста на храна и на пијалци е 26.080 денари. Вредноста се зголемила за 3.300 денари од почетокот на годината, што ќе каже дека ако 1.620 имаат на минималец во семејството, тогаш им фали 100 денари за вода и за леп. Да. Сега и тоа не било аргумент. Уште пострашен податок. 51, еве над 50% нека биде од вкупниот број на работници од оние 530.000 работници во Македонија се со плата под 600 евра. Изгинавме 600 евра да стане минималната плата. Напади лични, напади кон нашите семејства, напади се, истите тие луѓе 4 милиарди се задолжени во банките. Истите тие луѓе што ги кажуваш. Тоа веќе да не го зборуваме. Нашата борба е за овие 270.000 работници во Македонија кои имаат плата под 600 евра, затоа што ако излезеа од нив 10%. Работите многу побрзо се менуваат во Македонија, затоа што 13 до 15, они не гледаат кој од каде дошол на протест, гледаат бројка. И таа бројка вика, дојдоа 3-14.000 работници, дај управа правосудство 11.000 работници ќе ги мавнеме одма од глава, ќе дадеме, ќе се замолчат, ваму ќе дадеме 5%, ваму 7,5%, ваму еве култура ќе им скратиме, ама ќе им даеме нешто, ќе бидат срекни. Така гледаат. Ние за нив сме шаховска табла и ние сме пионите во индекс на сиромаштија. Имате ли податоци за тоа? Поголем индекс на сиромаштија од тоа третина од работоспособното население, тоа значи дека 1/3 жителите во Македонија се сиромашни. Најсилната синдикална група ни е во Алфа телевизија. Најбројната и најсилна синдикална група и најлојална на ССН. И нормално во заемно помагање.
во Алфа телевизија. Предлог Филипче да ги покажам, барем за синдикатот. Ево затоа ги браниме не случајно колегите. А колку оди, еден интересен податок слушнав, во структурата на приходите на запад, колку оди за собствениците, за работодавачите, колку оди за работниците. Сооднос е многу неповолен Разговаравме за со нас. професори, правени се меѓународни истражувања од меѓународната организација на трудот релевантна која е составена од трипартитните социјални партнери, наши think tank организации, финансиски институции, професори кажуваат дека во Македонија многу мал дел од колачот се двои за капитал, за работничката плата, останува поголем дел за капитал. Се разбира, тоа е просек. Ќе се јави некој со некој помал трговски објект, ќе рече оди ти со минимална па дај па преживе, но сакам да кажам дека повеќе од 60, можеби 70% оди за капиталот, а 30% за работниците. Меѓународната организација 70% во џебот на газдите, а да, видите, многу умешно оперираат со податоците преку инвестициите, па тоа не биле инвестиции, па меѓутоа што е клучно. Народна банка објави еден податок на барање на ваша колешка, мислам ваши колеги друг медиум, кој не знам како промакна. После тоа не видов сега со Трајко Ставицки гувернер. Да. Он многу беше противник на платите, инфлација. Па негов податок покажа колку капитал ствараме. На најголемиот противник на зголемување на работничките плати, податокот како носител на институцијата покажа дека македонските работници во просек помеѓу 5 и 10.000 евра нето добивка му ствараат на работодавачот од плата. Знаете колку пари е нето минималната плата од 25.000 денари или 400 и нешто евра за 12 месеци? 5.000 евра. Знаете колку добивка му ствара тој со минимална плата од 5.000 евра годишно на работодавачот? Помеѓу 5 и 10.000 евра. Не можем да не се вмешам, извинете, новинар сум по вокација, се разбираме, имаш разбирање слободен. А јас на мојот работодавац му стварам 0 евра овој месец. А не е нели сега индискреција да зборам колку часов сум јас на работа месецов. Не знам дали се разбираме. Тој ве однесува во една таква непродуктивна, ја гледав дебатот. Колку сме ние стварали или не сме стварали, еве јас не стварам. Не треба да на другата ствара. Не зависи што е создавање или стварање. Стварање. И ние создаваме. Прекинете да таа е толку колку евра создал работник. Не. Знаете што е најголемиот проблем, што најголемиот аргумент за незголемување на платите е токму тоа. Да, затоа го однесува на има податоци на запад дека само 20% одат за капиталот, 80% одат за работниците, но кај нас не може да се откажат од тоа. И знаете што е уште пофрапантен податок кога вели Павле, не одете во таа насока, но мораме да имаме. МОД, Меѓународна организација на трудот, прави годишен извештај за сите земји во светот. Македонија по продуктивност, небитна е продуктивноста на Павле, на Слободан, на Столе, на било кој друг. Не е битна поединечната. Лошо сме стоеле. Средната продуктивност е над светскиот просек. Не, слуша во едно. Ја сите професори сите викаат дека ние не работиме. Многу опасна, многу мантра, многу лоша теза. Најголемата лага и најголемата манипулација на овие професори со 150.000 плата, кои не живееле на минималец. Не живеат на минималец. Влегувате во замка сега како на вас. Не влегуваме во замка. Не влегуваме во замка. Тие секој пат велат дека македонските работници не се продуктивни доволно, затоа не може да се зголемат платите. Ние сме убедени веќе во тоа. За малку се светска организација за која ние знаевме дека прави анализи во Македонија, што уште пострашно знаеа и тие. Многу мислеа дека ќе го пречутиме фактот. Еден работник по работен час некаде бруто $36 по работен час е продуктивен. Значи зборуваме продуктивен. Меѓународна организација на трудот направила анализа за секаде, и за во Америка, и за во Бангладеш, и за во Македонија. Тоа се податоци, факт. Не креира секој толку. Да. Не создава таква додадена вредност, но додадената вредност на работниците генерално во Македонија е таа. Не можете да им речете не се продуктивни, не можете да речете дека Павле денеска на вестите не бил продуктивен, креирал јавно мислење заради тоа, не Павле како човек. Створил добра материјални, добра не створил. Но пренел информации кои чинат многу пари, многу деловни субјекти, многу граѓани, пренел информација, денеска информацијата е најскапата работа, а тој што пренесува информацијата има најскапа плата. Новинарство чини тоа, иако го дадеш на некој, сам ќе си ја продадеш слободата. Во регионот како стоиме со платите и таа мантра да ја многу малку.
Тоа беше еден од главните аргументи во анализата за што ни рекоа да најдеме порелевантни податоци од порелевантни Бугарија институции. се над нас, Србија над нас. Ќе ви го кажам примерот со премиерот на Албанија, како да не слушаше минатата година. Или некој од Македонија му пренел. Па може да го советуваат и тоа не е... Минатата година кога ние кажавме дека е потребна финанска поддршка на работодавачите за зголемување на платите или ослободување или Ќе се договориме, Sejedno е. нека прашат, па ќе најдеме дека ќе се зголемат платите вака и така и дека минималната плата ќе порасне толку дека работодавачите се подготвени да платат. Работодавачите се повлекоа кога видаа дека Слободан го има на телевизија, дека ССМ го има на телевизија, дека прават упади во синдикатите, дека го напаѓаат лично и неговото семејство. И секој работодавец си вика, мене ќе ми го нападнат бизнисот, ќе ми пропадне. Немам потреба да разговарам ја со Слободан, завршена е работата. Но што е моментот? Ја зголеми минималната плата, онака како што ние кажавме, некои 70 или 90 милиони евра финансиска помош, поддршка од буџетот за малите микро и средни предпријатија, за да можат да го издржат зголемувањето на минималната плата. Тие има денеска повисока минимална плата од Албанија има повисока. Да. Косово од јуни месец ќе има повисока минимална плата од Само над Македонија. Косово сме така. Затоа што моментално така стоиме назад Косово. разликата Пред во Косово, Косово, се Македонија, они таму некои придонеси не плаќаат. Новинарите на Косово земаат многу повисоки плати од нас. Пред 15 И други од 2010-11 кога јас веќе почнавме работа и ги зборуваме, они имаат двојно повисоки И плати. другите плати се повисоки, но они ставаат некој прак. Беа, да, во предизборна риторика, веројатно и тоа. Црна Гора ти е 600-800 евра. Сега отидува многу добро. Босна и Херцеговина, морам да признаам, ни изненади дури и нас. Ние имавме информации од колегите таму за состојбата, они имаат 450 евра минимална плата. Значи, они се лоши. Требаше да отидат на 500, сега е некој 517 евра минималната плата, но што направија? Им текна. Едно време имаше тоа миле ми текна, позната реторика. Им текна дека мора да се вреднуваат работниците различно, затоа што прво образованието е различно на секој, различен е трудот на секој. И Црна Гора со образованието го И ставиха што во на критериум. што Да, направија? 800 и 600 тоа е, да. Некоја хибридна верзија од црногорскиот модел, 600 основно и средно образование, 800 високо образование. За минимална плата. Да, за минималната. но во Црна Гора им се случи некој дампинг на другите плати, затоа што сите високо беа некаде во рангот помеѓу 800 и 1000 евра. Помал процент беа Да, со а овие висок. сите што беа дојдоа на 600 до 700 евра. Да. И немаше можност за надминување на 800 евра. И што направија таму, само да завршам мислата. Денеска минималната плата за високо образование, за највисокото образование во Босна и Херцеговина, во ентитетот Република Српска, е колку нашата просечна, 714 евра изнесува за високо образование. И може да замислите дека најдоа начин како да му помогнат на работникот. Рачунете дека нашите политичари па стално викаат Босна е далеку зад нас. Да, ние замислувавме кога имавме само првата кабловска телевизија, тоа во Штип беше. Да. И тогаш замислувавме и гледавме на телевизија. Сега патуваме, одиме, комуницираме, праќаме мелови, имаме интернет. За среќа. Немаме потреба веќе да замислуваме. Само треба да се уште договориме. Сериозни обиди за подкупување на колективните договори. Новинарите ниту колективни немаат они. Ајде се надевам дека оваа година ќе избоксуваме нешто. Ово со колективните договори, Уставен суд, администрацијата зема високи плати како уставните суди? Сигурно не. Ама зема повисоки плати од администрацијата во другите институции. Прашете ме како се утврдуваат платите на администрацијата во Уставниот суд. Па како и на другите администрации. Па со колективен договор и со закон сигурно не. А како? Тоа е нешто што треба уставните суди да го размислат добро кога ќе носат одлука за колективниот договор на култура. Со акт на работодавачот. А они самите го кршат Ако тоа е што неуставно, со проблематизира. колективен договор да утврдите права, иако Уставот кажува дека правото од работен однос, материјално-социјалната положба се утврдуваат со закон и со колективен договор, тоа е еднакво рамниште. Тоа сме исти. Зошто го бараме толку? Двајцата сме високи по 2 метра, тоа значи? Да. Во спортски жаргон, ако законот за работни односи во неколку членови покрај кои во делот на членот на платата утврдува дека платата се утврдува и се уредува со закон, колективен договор и договор за вработување, тогаш не знам од каде излезе информацијата дека со колективен договор се доуредуваат правата, а со закон се уредуваат правата. Не постои така. Ако со закон се уредени правата или не се уредени правата, тоа значи дека никој во државата не смее да добие плата. Колективното договарање е цивилизацијска придобивка. Меѓународна организација на трудот во 1948 година
по Втората светска војна сватиле луѓето во светов дека ако се договориле, остави, тоа, да, всушност. ако се остави Тоа е цената, интенцијата се. цената Сакат на закон трудот. да донесат седа изеднат, Не, да не нема сака колективни Што што. не, импор никој не е кажа. сива зона. Да, никој не сака закон да донесе затоа што никој не кажал дека ќе носи. Сака сивило како кај нас што е, како кај нас. Што е проблемот? Успеа синдикатите, Најидеално е, конкретно ќе зборувам за ССМ. ССМ со грански преку општиот за приватен и за јавен сектор се покриени сите работници. Сакам да прашам, можно ли лавина ова сите Можна колективни е. да Можна оставе е. суд? Домино ефект кој не знам како ќе го запрат. И предупредуваме, ова кон Уставниот суд не се пораки, туку предупредуваме на разум, на самосвест за знаете како? Тие треба да бидат столбот на правдата во Македонија, затоа што тоа треба да значи дека не сме никој да го гази уставот. За жал Уставниот суд еднаш покажа дека знае да прави. Затоа што 60 часовна работна недела во Македонија укина како нечовечки, а 72 часовна работна недела заради удварање на одредени функционери бетонираше Македонија. Ние во Македонија го имаме тоа што го имале работниците во Чикаго во 1885 година, затоа што во 86-та протестирали, добиле 8 часовен работен ден. Бехтеленка не бе пуштаа таму. Не, тие не се разбира, тоа е база затворена. Као воена база. Да. Ама И сега бркато што е ќе зборнам и за тоа. Сега што е најголемиот проблем? Например, синдикатот НУПОС за протестите што ги организираше минатата година и оваа година потпиша повеќе од 70 колективни договори на ниво на работодавач во кои утврдивме, пази, се боревме за тоа. Работниците во управата и правосудството мора да сватат дека тоа што го трпевме минатата година и се уште го трпиме токму заради таа борба, дека нашите семејства беа на тапет, ние како индивидуи, нашите организации токму заради тоа, за да се извојува тоа. Иако еве некој добил 14%, па сега ќе се членува од синдикатот и многу ќе му била членарината што ни одзема моќта за утре да тие 14% втор пат не ги добие. Но друга тема. Имаме колективни договори во јавни претпријатија каде што се обезбеди она просечна плата по коефициент за сложеност или 9,6% за зголемија платите. Образование и здравство имаат некоја собствена методологија, но повторно методологија во колективен договор за основица по коефициент на сложеност за која се пресметува платата на огромен број на вработени. Со тоа што го слушнав во соопштението и со тоа што го слушнав ја директно од претседателот на Уставниот суд на еден медиум на МТВ, мислам дека беше на националната телевизија, дека тие ставаат сомнеш, дека се поставува прашањето за уставниот карактер на колективното договарање и на можноста со колективен договор да се утврдат поповолни права затоа што платата била чуден збор, не заработена, туку подарена во таа насока, вака во наводници, и дека со колективен договор не можело да се уредуваат поповолни права тоа што било со закон, затоа што таа материја требало да се утврдува со закон само. А уставот уставот тврди дека закон и колективен договор е тоа. Дури уставот има една норма која не знам како ќе ја испочитуваат до крај, вели дури јас ти, Павле, како работници не смееме да се откажеме од овие уставни, законски, колективни договори права. Да се смалиме, да се ние сами, значи уставот дури ни гарантира дека нас како физички лица, како работници ни забранува изричито дури и да се откажеме на суд, некој може да ни ги обезбеди нашите права. Што се чудите да не заштити. И за двојното државјанство уставот вели секој има право да биде биран. И сега донесет не може да биде пратен. И сега кај Инаку во преговори влеговме со запознавање на состојбата и со работодавачот на столе исто. Овде кај што сме, нормално благопријатно помина атмосферата и меѓутоа секогаш доаѓаме до тоа прашање. И сега што значи ова? Викам што ќе си предложите и напишете. Да, за како тоа? Така викам предложи, како што мислиш во член организација и план на работа? Многу едноставно образложение има за колективниот договор што значи, но што ќе биде. Беше спомнато поништување на актот, што значи како да не постоел. Тоа е. Враќање пари, што значи? Беше само во делот на укинување, поништување различни. Беа спомнати два термини. Едното беше укинување, едното беше поништување. Едната состојба значи од денес натаму, немаме состојба. Одреден член, слободен. И одреден нека е. Ако е делот, еве и делот на плата, па не може да ви смета делот за платата, ако и смета делот на платата, затоа што не знам дали договор се колективен договор. Не, се повикуваат на финансиски импликации што воопшто кога се преговара не и да има, кога се преговара колективен договор, никој не води сметка дали има тие пари работодавачот да ги плати или не може. Превзимаме обврска, да сработиме. Како ги најдем ја парите, вас да не ми е гајле, сум потпишал тука.
Ама чекате, што значи ако И сега- се поништи, ќе се И враќаат сега пари? едната опасност Не е тоа. известиле соодветна институција дека тој договор кога го подпишувале, има они сега знаете што сака да го направат, да го окрива тогашниот министер. Да, ама Ме саја, ама не зел мислење од Ама, не е финансиска... ама и тоа не е точно. Они можат да се окривуваат политички, но не на грбот на работниците. Тоа го велеше и Требал предходната да влада, попраша и финансии предходната дали може влада да го вели попраша. ова влада. Ние сме влада. Сад одма да не ме сватат па дека Да. ние сакаме влада да биеме. Ние сме владата тука. можете Вие сте да министер за учествувате на финансии, избори. Молам еве те. Павле е премиер, да не бидам ја премиерот, јас сум министер за култура. Во конкретниот случај имаме туку уште 15 министри со нас заедно. Владата е колективно тело, носи колективна одлука. Никаде во закон спротивно на конвенции, спротивно на закон е вие да барате согласност од некој. Колективот, владата одлучила и дала согласност на Слободан, а Павле како премиер ми потпишал согласност дека јас и во записник стои сум овластен да го потпишам колективниот договор. Министерство за финансии имаше таков правилник од страна на предходната министерка за труд, па Уставен суд го поништи тој. Сега како се поставува дилемата, Уставен суд поништи одредба во која вика дека требало согласност од министерот за финансии, Уставен суд рекол не може да има согласност од министерот за финансии, а сега вика немале согласност од министерот за финансии. Какафонија, да. Сега што е проблемот? Ако се случи тоа што планираат да го направат, дали во делот на платата, дали во делот на целиот колективен договор, тоа значи вработените во културата, ја некно го кажав тој пред Уставен суд и стоам одговорно позади тоа, на минимална плата сите. Они имаат моментално минимална плата по коефициент на сложеност, но зошто го велам ова? Ние имаме само во тој случај еден закон применлив за исплата на плати, тоа е законот за минимална плата, затоа што они немаат законско уредена плата во културата, со колективен договор и уредени. Тоа ќе значи затворење опера, Сега филхармонија. зошто е многу опасна работата? Потоа, како овој адвокат кој поднел иницијатива на Уставен суд, затоа што тој лично сметал, а некој им рекол на колегите од култура, они викаат, ќе ви го бутнеме на Уставен, им рекол некој. Си знае, тој ќе не Ама слуша. тој на професорите со ќе не 150.000 може колективниот договор некој да го Видете, бутне. Нашиот народ рекол, Во Мртав имаме колективен многу сличен во да, основа тие со нашиот основите, народ рекол кога кои исто копате има еден финансиски гроб за импликации. непријател, копајте уште еден завас, оти двајцата ќе. Што е проблемот? Морам да го завршам ова за да биде многу појасно. Тоа значи дека потоа некој адвокат друг ќе поведе иницијатива на Уставен суд и Уставен суд веќе нема преседани, нема како сега имате колективни договори минимална плата по коефициенти за сложеност многу. Имате сега колективни договори, Маратова е просечна конкретно плата по Маратова. коефициент за сложеност многу, во кој се зима плата во државата. Маратова. Зимаат плата половина од работната сила во Македонија, пошто ние имаме за 300 и нешто илјади работници склучено колективни договори опфат покриено, себе и другите колеги, ама не сите плата уредуваат, еве пола работна сила во Македонија ви зима плата по колективен договор, не по закон, не по акт на работодавачот. И што ќе се случи? Ќе поведе иницијатива, ќе паднат сите колективни договори. Владата нема способност, парламентот иако е ваков брз кога се работи за нивните плати, но за другите е бавен, Не може да нема време да го покриете надокнади законски периодот. И што ќе се случи? Сите колективни договори паѓаат како домино ефект. И имате нешто што го немало во по 48 година никаде во светот, затоа што по конвенциите на меѓународната организација на трудот имаат огромна заштита за колективното договарање, преговарање, слободата на здружување, ова што го зборнавме на почеток и сега Целисходно е слободан ова што МТВ потенцира. минимална плата. Здравство, образование имаат вредност на плата, пресметковна вредност, коефициент со коефициент на сложеност, минимална плата. Универзитетски професори. Јавни предпријатија минимална плата. Јавни установи други минимална Ги плата. набројуваме, Приватен да, сектор минимална плата, уште пострашно е. Но таму се обезбедија професорите. Може да ми замерат затоа што професори ја советуваат цела оваа лакрдија. Тие склучија колективен договор во кој има минимална плата по коефициент за сложеност. Сега што е проблемот? Проблемот е тоа што они само за себе обезбедија тоа одредба да влезе и во закон, затоа што тие требаше да обезбедат за сите високонаучни институции и универзитети еднаква плата за еднаква работа, затоа што професорот во Штипи, професорот во Скопје и во Прилеп и не знам каде мора да има еднаква плата. Таа одредба ставија во закон, но ќе падне одредбата во колективниот договор и ќе имате состојба шахмат. За крај само, Тоа на е. што се жалат најмногу работниците, на што се жалат најмногу новинарите, членови на
новинарскиот синдикат. Столе, се зголемува загриженоста дека една од причините за нашето, како да кажам, стемување, екзалтирање и преким со постоење е оваа нови технологија, artificial intelligence, chat GPT и така натаму. Се разговараме и со колегите од странство, голема е загриженоста, затоа што ако пред одреден период зборувавме за непрофесионализам, тоа што е нотирано во извештајот и дезинформации, односно лажни вести, као што ги викавме, нели, популарно, иако тоа е малку нешто друго, да не сегментираме, сега ни се заканува и овој и овој аспект. Меѓутоа, од друга страна, постојано на врат ни стојат тие слеп тужби. Еве сега загубивме суирала на апелација, го следевме целиот процес. Дали имаше потреба таква одлука или тоа можеше да се реши во споразум? Дали имаше потреба? Од друга страна ги имаме, еве, да не сакам да се надоврзувам на слободно, да звучиме песимистички, статуси секој ден, пораки, во јавен говор, омаловажување, еден таков низок степен на комуникација, да не можам ни вулгарен да се каже, неинтелигентен, мислам дека се согласуваме. Од трета страна ги имаме социјалните мрежи каде што се повикува насилување новинарки, да се убивање на нас, сигурно секој има 5-6 коментари, тој да се обеси, тој да се утепа и во целиот тој амбиент ние се наоѓаме со ова 42-то, 5-то, 3-то, 7-то место. Беловски, Кошничката потрошувачка синдикална, како и да ја викаме, за новинари треба да биде повисока, затоа што они повеќе шетат, треба да како таа додадена вредност ние да се договориме постојано. Сега ќе ја сменам, нели, на начинот на комуникација, дека мораме да се договориме. Како ние да се договориме дека не треба да работиме за минимална и просечна плата. Дека ние тоа што го работиме е важно исто како што кога одиме на доктор кај Венко, нели, кога не дај Боже ќе добиеме мозочен удар. Каде одиме? Пак кај Венко одиме. И он доаѓа кај нас, ама кога доаѓа он кај нас, тогаш не може да зимаме просечна плата, така? Ама кога одиме ние кај него, ние, нели, преку фондот за здравство или приватно вако е во друга клиника, тогаш е скапо, или пак кој Дубај е уште поскапо. А кога ќе го прашаме нашиот премиер да ни нацрта мала хидроцентрала, сигурно ќе ни земе 5000 евра, така, затоа што статичар знаењето чини. Ама кога ќе дојде да гостува, не знам дали смета дека ние треба да работиме за просечна плата. Па еве уште еднаш од овде, ајде да се договориме за да се договориме. Може би сметаат само дека треба или не треба нешто да ги прашат. Толку барам, само барам да ни отворат можноста да се договориме. Ова да завршиме, Кошничката јагодите ги исфрлија, као што почнаа скапи да бидуваат пиперките, патлиџаните, доматите, да не ги исфрлат и нив од Кошничката. Па ја следат ситуацијата. А веќе скапи се 300 денари, тоа веќе луксус. Поевтинија сега. Сезона имаме па ја следат ситуацијата, жалосно е тоа што ќе пресметува владина која ќе беше 13% поевтина, ја не знам. Вредноста на Кошничката е статистичка операција која покажува дека не се живее ни со толку, а не со колку може да живееме. И сега оние сакаат со 13% помалку, а ни кажат дека можеме да живееме. Ќе преживееме, не е проблем ние. Имаше на приказките како беше Војко и Лазар Бараков, не чај не пие мрсен мобил, вода не пие, не знам таму. Знаете, сметаме дека несериозно е секоја дискусија вие да водите војна со тие водат војна со статистичка операција. Не со тоа кој колку јаде и колку пие, кој колку може да си дозволи е многу битно, а вашите анкети кои ги правите преку медиумите, кога ќе ги прашате луѓето, тие најдобро знаат што може да купат, а што не може да си дозволат. Но да водите војна со статистичка операција која ви кажува дека животот е тежок, еве 3300 денари од почетокот на годината, е зголемена вредноста, тоа значи дека 3300 денари едно семејство нема во собствениот. Колку е според вашите колку? Веќе 68.000 денари веќе. Колку 68.000? Се доближува до 70.000 денари, да, а само делот за хранење за пијалци е малку повисок од вредноста на минималната плата. И тоа мислам дека е пораз за општеството. И тоа е проблем. И затоа пријавите кога одиме во таа насока се токму неисплатена плата, неисплатени додатоци на плата, да, минат труд не им се исплаќа на голем број на работници, за жал, иако е обезбедено право со колективен договор, со закон е гарантирано, не им се исплаќа прековремена работа, не им се исплаќа. Платите во Македонија нема да бидат вака ниски ако се исплаќаат онака како што треба, ако не се дава плата во плику, ако се плаќа прековремената работа, работата на празник, теренските додатоци кои можеби треба да ги добивате, нокните часови, часови и така натака. Тоа се сериозни
додатоци на месечно. затоа Работа во недела 100 од 100 дневницата имаме. Да дадам реплика на тоа што ќе биде забелешка на она што е кажано овде веднаш. Газдите нека ви дадат, знаете ли колку профит имат? Па еве газдите не сакаат. Не сака, затоа што ние сме диаманти сега владата му вика. Не сака да дадат, што правиме сега? Дали? Еве не ако сака. нема притисок од владата и од синдикатот, некој работодавач, некој газда, газдите нека ви дадат. Може вика. Зато ние споменуваме овде владата, не случајно. Не, може ќе зголеми плата, ама минимална плата. Со обврска за придорници Зашто нема владата е должна, што вика Слободан, да го креира амбиентот во кој ние се договараме, да го негува, да биде така да го појачува, да го стимулира. Нема минимални плати. А нашите влади го гаснат, го стеснуваат просторот за договарање, прават непријател од работникот и работодавачот, од синдикатот. Тоа го има како институт секаде и во Западна Европа и во Америка. Оттаму ми е нервозата, затоа што кај нас се гуши амбиентот за договарање, за полезно договарање, за целисходно договарање. Стадион, емисија за вашата вистина.